Заморот е минлива психофизичка состојба на послабо функционирање на организмот, кој е последица на долго и напорно работење. На надворешен објективен план, заморот се манифестира како опаѓање на квалитетот на работната способност, појавување на нецелосни и некоординирани движења при работењето и така натаму. На внатрешен субјективен план се изразува со чувство на нерасположение, замор, болка, исцрпеност, раздразливост, а се манифестира и како безволност и недостаток на интересирање за работа. Во продолжение ние со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика зборуваме на тема замор. Заморни се чувствуваме пред се, ако е наутро, тогаш се чувствуваме заморни од несоодветен сон. Оглед дека сонот има неколку етапи, ние ако не влеземе во невистински длабок сон, може да се разбудиме поуморни него што сме легнале. Второ, современиот живот во кој што повеќе од времето го проведуваме покрај компјутери, мобилни телефони и така натаму, сите тие светлосни реакции предизвикуваат дополнителен замор на мозокот. Вештачката светлина исто така еден од фактори кои што предизвикува дополнителен замор. През долгите престои во затворени простори, прејадувањето, ние сме екстремно дебела нација, каде што скоро све се сведува од еден оброк на друг оброк, сите овие се фактори кои што предизвикуваат замор. Колку е сериозна состојбата со заморот и дека тоа представува болест, може би најдобар податок е тоа што веќе од постои една книга на каде што се фактички внесени сите медицински диагнози и заморот е официјално признает како болест од меѓународната класификација на болести веќе повеќе од 20 на години. Па идеално би било трајно сите да одиме на некој пуст остров со некоја личност која што би ни одговарала и таму веќе не би чувствувале веројатно замор, тргнати од секојдневните грижи. Меѓутоа, факт е дека тоа е невозможно во условите во кои што живееме, сепак треба да најдеме некаде душевен мир, дали тоа ќе го најдеме во музика, дали ќе го најдеме во получасовно шетање без било каква причина, секако во солиден сон и така натаму. Традиционалната медицина не познава соодветна терапија, таму се само овие препораки кои што ги наведов претходно, инаку некоја магично апче не постои. Апсолутно физичката работа дури и многу помал замор создава него што е психичката активност, односно умствената работа може некојаш да биде многу поголем извор на замор. Така што реално физичката работа сама по себе може да предизвика болки во зглобови, може да предизвика воспаление на мускули, меѓутоа замор како замор нема. Со оглед дека посебно кога преоѓаме во состојба на хроничен замор, тоа е фактички еден хроничен воспалителен процес кој што постепено ги зафаќа сите органи. Да се заштедиме од хроничен замор во современиот живот нема и со оглед дека, како што напоменав, традиционалната медицина не ги нуди решенијата, ние овде, без оглед тоа што го викаат алтернативна медицина, јас многу повеќе го сакам терминот дополнителна медицина, значи каде што завршува класичната медицина, тука ние започнуваме. Овде постојат програми со кои што на вистина една од главните причини можеби што се приклучив на овој тим е што на лично искуство видов дека на вистина заморот со препаративе кои што се нудат овде, а кои што не се класични таблети, него повторно се енергетски потенцијали кои што се даваат на организмот за релативно кратко време и се враќаме во првобитната состојба. Зависно од состојбата, првен се прави скени анализа на целото тело и спрема наодот што ќе го добиеме, стручниот тим кој што постои овде одредува терапевски протокол. А секако дека животните навики дополнително можат да ја влошат или подобрат состојбата, меѓутоа верувајте и кај луѓе кои што се хронично изложени на многу замор, резултативе се навистина за кратко време фантастични.